Библијата ја содржи историјата на Божјото доаѓање на земјата во тело, земајќи облик на човек и работејќи за спасението на човештвото. Кога Бог дојде на оваа земја во тело, како се викаше? Тој бил наречен со името Исус. Тој имаше очи, нос, уста, уши и внатрешни органи, исто како нас. Тој дојде на оваа земја во облик на човечко тело. Дали знаете колку луѓе рекле: верувам во Бог, кога тој дошол на земјата во човечка форма? Тоа беше целата нација, сите. Сите израелци биле во позиција да веруваат во Бога. Меѓутоа, кога Бог дојде на оваа земја во тело, дали имаше некој што го препозна? Тие не го разбрале Бога правилно. Да го погледнеме Исаија, поглавје 9 стих 6. Во поглавје 9 стих 6 е напишано: Зашто ни се роди дете, ни се даде син? Кого представува дете овде? Околу 700 години пред доаѓањето на Исус Христос, било проречено дека тој ќе дојде на земјата во форма на дете, односно во тело. Зашто ни се роди дете, ни се даде син, власта е на неговото рамо, и ќе му го дадат името, чудесен советник, силен Бог. Во каква форма доаѓа Бог на оваа земја? Беше проречено дека тој ќе дојде на земјата во форма на дете, како син. Силен Бог. А што е следно? Вечен татко. Тој првично е нашиот вечен Бог Отецот. Ова е пророштвото на пророкот, кое предскажува дека Бог Отецот ќе дојде на оваа земја во тело, земајќи облик на син. Вечен татко, кнез на мирот. Кога ќе го погледнете стихот 7, неговата власт ќе се шири и мирот ќе биде без крај на престолот на Давид и над неговото царство, за да го утврди и зацврсти со суд и правда, од сега и довека. Ревноста на Господ Саваот ќе го направи тоа. Во последните зборови се гарантира дека Бог сигурно ќе го исполни ова пророштво со сета своја ревност. Тогаш, во каков облик доаѓа Бог на оваа земја? Во човечки облик. Не е ли тоа дека човекот се раѓа како бебе, расте и созрева во возрасен? Тој ќе го следи токму истиот тој процес. Меѓутоа, која е неговата вистинска природа, неговата вистинска суштина? Библијата пророкува, тој е вечниот Бог, вечниот татко. Според ова пророштво, Исус Христос се родил во Витлеем и израснал во Назарет. На 30 годишна возраст, тој беше крстен од Јован Крстител и почна да го проповеда Евангелието. Тој се појави на оваа земја во тело за да им ја покаже светлата светлина на вистината на човечките суштества заробени во темнина и целосно да го открие славниот пат што води кон Царството Небесно. Кога Исус Христос дојде на оваа земја во човечка форма, исто како нас, и го проповедаше Евангелието, имаше многу воспоставени религиозни водачи од тоа време кои тврдеа дека веруваат во Бог. Библијата ги нарекува фарисеи и учители на законот. Оние кои тврделе дека добро ги познаваат Светото Писмо ја опишале верата што Исус им ја проповедал и поучувал на израелците како ова е нова религија. Според законот на Стариот Завет, најважните жртви биле животните, но учењето на Исус било сосема поинакво. Бидејќи рече, важно е да се има вера во Бога. Како го нарекоа Исус?
Бидејќи бил од Назарет, тие го нарекле Назарејска секта. Тие не успеа да препознаат дека Богот во кого веруваа дошол на оваа земја во телото. Тие не успеа да препознаат дека Богот во кого веруваа дошол на оваа земја во тело. Наместо тоа, тие го исмеваа и му се спротивставуваа, нарекувајќи го Назарејска секта.